Слободна Сузе, сега сум веќе озвучена, па ќе ми дозволиш да ги поздравам нашите гледачи и да им посакам добро утро. Јас прв пат сум дел од утринската програма во овој формат на телевизија Алфа и чест ми е и задоволство што денеска ќе разговараме со градоначалникот на една од најуспешните општини на ниво на град Скопје. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Нема да само да ве фалиме, малку ќе зборуваме и за проблемите и за поплаките кои што ги имаат граѓаните до вас и до функционирањето на општината. Ќе зборуваме за општина Илинден, меѓутоа она што чинам дека ги интересира сите гледачи е политиката. Јас сум дел од информативната редакција на телевизија Алфа, а вие сте пак дел од ВМРО ДПМН. Сведоци сме изминатиот период на војната меѓу Груевски и Мицковски. Слушнавме изминатиот период меѓусебни обвинувања, па од страна на владеачката СДСМ стигнаа некои реакции и обвинувања дека во ВМРО ДПМН се случува еден класичен раскол. Вие сте градоначалник, меѓутоа сигурно сум дека учествувате во партиските средби. Ке ни кажете ли каква е состојбата внатре во партијата? Има ли навистина раскол во ВМРО ДПМН? Ви благодарам уште еднаш на поканата и ви благодарам и дури за ова прашање, затоа што факт е дека изминатиот период граѓаните многу се заинтересирани за оние внатрешни состојби во ВМРО ДПМН, но морам да потенцирам и да кажам нешто, а тоа е дека овој изминат период, овие недела две, од кога искочи овој така наречен проблем или не знам како да кажам, некој конфликт помеѓу поранешниот претседател на ВМРО ДПМН и актуелното раководство. Ако го гледаме состојбата внатре во партијата пред еден месец и сега, можам да ви гарантирам дека кохезијата, внатрешната стабилност на ВМРО ДПМН е многу поголема сега отколку претходно. Особено затоа што граѓаните, па и членството, препозна кој прави, што прави позади кулуарите. Се види дека ВМРО ДПМН е единствениот заштитник на националните интереси на македонскиот народ и на Македонија. И во овој изминат период одолева на многу напади, многу притисоци, кои што се, како да кажам, насочени кон ВМРО ДПМН и раководството, се со цел да подклекне на некои работи кои што нит ги преговарало ВМРО ДПМН, нит ги договарало, па нит има намера да ги исполнува за некого. За жал, внатрешни структури, поранешни, некои... Тука верувам дека мислите на уставните измени, на сето тоа што се случува. Така. Некои луѓе може би си дозволија мимо раководството и официјалната политика на партијата да пробаат да се договараат позади куларите. Од оние информации што ги има партијата, каде што партијата енергично реагира и ги отфрла таквите работи и става до знаење на целата јавност и политичка и граѓанска дека ВМРО ДПМН е цврста, сигурна, цврсто чекори и нема да подклекне и нема да биде разделена, напротив, како ќе изминува времето до парламентарните избори, кои што се надевам дека ќе се случат многу наскоро, ќе бидеме уште појак и не се надевам, него уверен сум во победата, но и во убедлива победа од 61 пратеник, ако како што треба и да биде, нели, на наредните парламентарни избори. Раздели па влада и се извинуваме. Многу стара, добро позната игра која што и како се користи, особено во вакви сензитивни периоди кога навистина се случуваат. Меѓутоа на народот не смееме да му ја подцениме интелигенцијата, нели Елена? Така е, судот на народот е последен, така е. Впрочем и народот ги гласа за да бидат на тоа место каде што се и да ги носат одлуките во име на народот, дали се добри или лоши, тоа ќе си пресуди народот на избори, дали ќе бидат редовни или нели предвремени, тоа останува да видиме. Не можам да не ве прашам градоначалник и за скандалот што се случи вчера во собранието. Вие сте денеска во друштво на две жени, а вчера во собранието се случи еден инцидент. Така да го наречам, додека пратеничката на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска се обраќаше од собраниската говорница, изреагира бурно, но оправдано, затоа што од другата страна вице-премиерот Маричиќ, како што кажува нели пратеничката, и дофрлил и испратил бакнежи и несоодветни гримаси. Дозволиво ли е за еден вице-премиер да се однесува вака? Сега ние тврдиме од тоа што го кажува пратеничката, од тоа што го кажува вице-премиерот го демантираше тоа, меѓутоа ние во јавноста досега не видовме снимки од што точно се случувало, дали имало такво нешто, а во собранието
има камери кои што можат да го уловат тоа. Токму така, јас за оваа работа дознав преку медиумите нормално и оно што го следев по медиумите, очигледно е дека пратничката Дафина тоа што каже, што го направил вице-премиерот Маричич е прво недолично, не личи на еден прво на маж, човек, јас сум маж па кажувам тоа, а исто така не личи на еден функционер, владин, вице-премиер кој што обавува таква висока функција. Особено па тоа што се случило во законодавниот дом, во највисоката институција во државата и тоа токму на поставување пратенички прашања. Такво неделично однесување не е ни за на пазар, а камоли за на таква институција. Во однос на демантирањата, како што и споминавте, ја колку што сум информиран, собранието е добро опремено и звучно и со снимање, со камери, така да ако е тоа невистина, можат да го демантираат и да ги извадат тие снимки. Но очигледно е дека избегнуваат тоа да го направат и очигледно е дека тоа и се случило, зашто искрено жалам, пак ќе кажам, и сметам дека најмалку што може јавно да искочи вице-премиерот да се извини пред се на пратеничката Дафина и на целиот женски род, ако ми дозволите, затоа што таков однос е стварно низок и е безпредметно да се коментира. Фејсбук не е место за извинување, нели? Така е, значи се знае како иде таа процедура за извинување, нормално. Добро, сега да не го потрошиме сето време за политика, да го потрошиме времето малку и за она за што сте вие денеска тука, да објасниме на граѓаните со што се соочува, со какви предизвици се соочува општина Илинден. Имено, вие сте веќе на функцијата градоначалник или прв човек на општината. На пола мандат сте, така ќе му дојде некако речиси на пола мандат, речиси 2 години. Што сработивте досега? Одите ли по планот? Се остваруваат ли проектите по планот? Благодарам за прашањето. Како што кажавте, веќе година и 10-11 месеци оперативно сум градоначалник со мојата администрација. Можам да кажам, иако влеговме во еден тежок период, во 2021-та, каде што и самата општина имаше известни долгови, но бевме затечени од една голема економска криза која што беше на светски рамки, каде што драстично поскапи електричната енергија и општината имаше, и особено јавните предпријатија во рамки на општината беа во една тешка и безизгледна ситуација. Се случи војната во Украина, на тој начин се случи инфлацијата, која што исто така покрана бран на големи поскапувања, каде што неминовно не ни избегна ни нас локалните институции. Во сите тие околности, мислам дека општина Илинден и како добро се држеше и издржи сите тие налети, за да кажам дека денеска е во многу подобра ситуација и финансиски и кондиционо од оно што беше пред 2 години. Се надевам дека оваа стабилност ќе одржиме и во идниот период и општина Илинден ќе биде како и до сега еден бренд и една успешна општина како што и доликува да биде. Во однос на програмата се одвива согласно зацртаните параметри и до сега програмата си се реализира согласно проекциите кои што ги имавме зададено. Овие работи можеби на почетокот малку изместија во однос на проекциите, но како изминува времето, не само што идеме согласно програмата, него идеме и над остварувањето на програмата со многу проекти. За жал, тука можам да кажам дека освен општината која што се труди со своји капацитети и со своји ресурси да работи на реализација на проектите и на возможува подобри услови за живење на граѓаните, наоѓаме на многу обструкции, особено од централната власт, и немаме поддршка за многу работи. Тоа е жалосно, затоа што изминатиот период се што пробавме и побаравме, за се бевме закочени. Ударот врз општините, факт е дека е удар врз граѓаните. Може ли вака конкретно да ни кажете, би сакала да биде јасно пред граѓаните кој ваш проект е закочен од централната власт? Каде, во кој дел, во кој сегмент најмногу ве кочат? Што тоа значи? Затоа што знаете како, ако нешто се случува во општината, граѓаните го обвинуваат градоначалникот, можеби и несвесно дека не е секогаш се до градоначалникот. Веќе ви кажам, многу проекти кои што се поврзани со централната власт и ние баравме соработка со нив за да можеме да ги реализираме, иако се не се директна надлежност на општината, ние сакаме да помогнеме и тие да ги реализираме, но баравме конкретна соработка со нив. Општината со своји ресурси направи целосно нов проект за
изградба на нов здравствен дом во Илинден. Добро. И ние бевме спремни да влеземе да го финансираме истиот, нели со согласност од Министерството за здравство, тоа ни го дозволи. Уште во 2022 година се обративме неколку пати, имавме со тогашниот министар и средби со кабинетот негов, каде што ни беше ветувано дека ќе се разгледа нашето барање, од тогаш нема ништо. А тоа е едно од есенцијалните барања и очекувања на граѓаните. Се обративме неколку пати до Министерството за транспорт за известни клучки кои што на автопатот Скопје-Куманово, Скопје-Белград, нели? Каде што се многу битни за граѓаните во тој дел и за населените места во општината Илинден, како и за економските зони. На тој начин ќе ни ги растеретат гужвите во општината и така натаму, и кое што е во исклучителна надлежност на централната власт. И од таму имаме никаков повратен одговор. Направивме напори да бидеме меѓу првите општини која што ќе покрене општинска обврзница. И таа обврзница беше насочена исклучиво во финансирање на капитални проекти за развој на општината. Таков проблем имаше и општина Штип. Така, сите општини. И на тоа каде повторно е градоначалник. Токму така. Сите општини мислам дека што покрена се закочени во некоја фаза. И тоа е очигледно. А не се работи за големи средства, можеби се работи за некои 20 на милиони евра на ниво на држава со обврзниците, а од друга страна гледаме секојдневно задолжување на државата, и тоа за работи кои што не се од капитална природа, не се за инвестиции, него тие се задолжуваат за да може да исплатат други кредити, за да можат да исплатат плати и пензии најверојатно. Значи имаме енормно задолжување, а онаму кај што бараме минимално нешто, обврзница, каде што треба со тие средства да финансираме капитални проекти, наоѓаме на затворена врата. Исто така многу повиси што претходно беа оперативни од централната власт, се многу битни за локалната власт, во многу работи сега се или се одоговлекуваат или не се спроведуваат преку Агенцијата за финансирање на рурален развој и така натаму и така натаму. Многу е важна поврзаноста на општината со централното градско подрачје. Па тука морам да ве прашам каква ви е комуникацијата со градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска, затоа што еве поплаките кои што стигнуваат од граѓаните се дека автобуси доцнат, не се редовни, се пропуштаат, а тие се на 1 час. Па ако не дојде тој 1 час, значи чекаат и по 2 часа, тоа е единствениот начин како да стигнат до центарот на градот, да си ги завршат своите обврски, да ги одат на работа, деца одат во училиште. Што превземате во однос на ова? Каква ви е комуникацијата со Даниела Арсовска? Многу добро прашање, кое се однесува стварно на едно од крупните проблеми на нашите граѓани. За жал, општина Илинден има многу поврзаности со градот, иако не е дел од самиот град. Ние сме дел од Скопскиот плански регион, припаѓаме на Скопскиот регион, но не сме дел административно од градот. Тука поврзаноста наша токму е преку јавното сообраќајно претпријатие, една од поврзаностите со градот. За жал морам да констатирам дека последниве година дена имаме особено тешка ситуација со јавниот превоз, каде што наши граѓани секојдневно ќе населуваат во општината и бараат помош затоа што автобусите или доцнат, или не се навремени, или воопшто не одат, или се расипуваат и така натаму. Ние како локална самоуправа и јас како градоначалник многу пати сме реагирале до ЈСП и писмено, и усмено, и на секаков можен начин. Понекогаш ќе добиеме одговор, некоја ситуација ќе се промени, но тоа е моментално. Пак продолжуваат крупните проблеми, што не ги обвинувам луѓето, можеби што се таму во самото јавно претпријатие, ова е посериозен проблем, што е на повисоко ниво, и сметам дека јавниот сообраќај... Впрочем, мораме и да споменеме дека немаат ни возачи. Од понеделник е најавено дека повеќе од 100 возачи заминуваат на работа во Германија, а ЈСП има објавен оглас на кој што досега и нема некоја бројка со која што може да се пофали дека се пријавени и ги исполнуваат условите за да бидат возачи во ЈСП Скопје. Тоа ќе биде уште еден дополнителен проблем. Размислува ли општината како да го надмине тоа? Можеби приватен превоз, не знам, еве лаички прашувам. Дали има таква опција? Токму тоа го видовме нели од медиумите дека луѓето сакаат да се заминат, зашто не ги обвинувам самите возачи, напротив, некој друг е тука виновен, но тоа и не плаши, затоа што не знаеме со што ќе се соочуваме наредниот период. Ако до сега беа проблемите, замислете си сега со овие заминувања, овие како да кажем одлив на возачи кои што заминуваат претежно во западните држави, ЈСП ќе дојде во уште потешка ситуација. И тука ние како општини ќе се најдеме пред свршен чин. За жал,
јавниот превоз, така е дефиниран и со одлука и со закон, е централизиран, односно под градот, каде што има градски линии и приградски линии, но дефинитивно ќе треба да се размислува во иднина за некој си нов систем на воспоставување на превоз, за тоа што ако продолжат овие проблеми, не знам кај ќе ни биде крајот. Факт е дека се шири општина Илинден. Така. Пред неколку дена најавивте училиште ново, така, доградба, градинка, така, и ме интересира во однос на најмладите. Како се одвиваат проектите? Има потреба од градинки, има потреба од училишта. Так. Колку одвојувате средства и колку сте сериозно насочени кон ова? Образованието не е еден од главните приоритети на агендата. Токму и детската заштита нормално. Токму во таа насока беше и отпочнувањето со градба пред некој ден на доградбата на градинката на централната градинка во Илинден, тоест во населено место Марино, каде што ја прошируваме градинката за уште 40-50 деца да можеме да сместиме. Тоа е, го гледам и од самите листи за чекање, најголемиот притисок моментално во градинката го има во јаслените групи и таму чекаат повеќе од 30 на деца. Со оваа доградба, која што ја правиме исклучиво со наши средства, ние комплетно ќе го решиме проблемот моментален со оние листи на чекање што не се во моментов, и можам да кажам со завршување на овој проект ние ќе имаме во тој дел 0 деца на чекање. Но сами кажавте дека општината се шири, ќе мора да размислуваме и да проектираме и во иднина, најверојатно уште еден клон на детската градинка или во Илинден или во друго населено место, за да можеме да отвараме и нови места за да го решаваме проблемот на подолг рок. Иако исто така во делот на образованието, ланската година општина Илинден уште во употреба целосно нов објект, значи целосно ново училиште, кое е подрасно училиште на Централното училиште Гоце Делчев, кое што има капацитет за над 450 деца, комплетно ново училиште. Тоа е пуштено во употреба, таму сега учат најмалите дечиња и за прв пат во тоа училиште ние опремивме кујна, што до сега никогаш немало општинска школска кујна. Сега ја имаме во тоа училиште, што овозможи да добиеме, да воведеме за прв пат во општина Илинден, од кога постои општина Илинден, па и наназад во нашите основни училишта целодневен престој за децата во прво оделение. Еве сега најавувам дека и за второ оделение од понеделник се потрудивме да овозможиме и за второ оделение целодневен престој, иако морам да напоменам, ќе се вратам на претходното прашање во однос на опструкциите. Неколку пати оваа година се обраќавме до Министерството за образование да ни овозможи дополнителен кадар, да само кадрот да ни го дозволат, ние да си воведеме целодневен престој. Имаме за прво, сакаме и за второ. Здравје до година и за трето. Од нивна страна молк. Почна учената година, граѓаниве, луѓето, родителите кои што имаат деца второ оделение, реагираат, што е со право. Одговорот од наша страна чекаме на согласност. Согласноста никако да стигне и затоа се одлучив како градоначелник наитно и неодложно да се прими наставник кој што ќе ги земе децата сега и нема да дозволиме како општина да се доведеме во таква ситуација заради обструкции дечињата да немаат целодневен престој во второ оделение. Така да и за прв пат еве и второ оделение, тие деца што имаа лани целодневен престој ќе си продолжат и во второ оделение. Исто така само да напоменам дека во образованието моментално тераме многу битен капитален проект во основното училиште Ристо Крле, кое што е постаро училиште, централното училиште со децении. Таму имавме азбестен кров, кој што е многу лош и за животната средина, особено деца кои што учат. Комплетно го менуваме 1600 квадрата, комплетно се заменува целата кровна конструкција со нова кровна конструкција. Инвестиравме во нов баскет терен, спортски терен во подраничното училиште во Мралино, така и така натаму. Имаме континуирани инвестиции во делот на образованието во основното училиште Гоце Делчев, во старото училиште Гоце Делчев. Комплетно нов паркинг изведовме сега пред некој месец, кај што имаше проблем со паркирањето на возилата и се создаваше метеж. Во училиштата тековно се работи на оспособување на кабинети
речи сите училишта во 90% се покриени со табли, смарт табли, така да се надевам дека од 2024 ќе бидеме општина со 100% покриено со смарт Тоа е табли на за училиштата. образованието, добро да привршуваме, а имаме уште многу теми што треба да опфатиме. Навистина, добро, ме интересира, пред нас е грејната сезона, зимата, што прави општината во однос на загадувањето, имавте субвенции, чинам, за инвертер клими, но да не биде дека не сме подготвени, па потоа да велиме да ја префрламе топката на некои други, како што сме навикнати дека централната власт тоа го прави. Така, видите, во однос на загадувањето, за жал, општина Илинден е платска општина, дел од Скопскиот регион и неминовно загадувањето е високо и кај нас. Ние една од мерките што можеме да направиме во однос на овој дел е токму тоа, дадовме субвенции за инвертер клими, над 100 граѓани мислам дека ги искористија тие субвенции. Исто така нашите општински служби ќе имаат засилени контроли наредниот период, да видиме ако забележиме и пријавување нормално до Централниот инспекторат за животна средина, ако се види дека некој користи забранети горива, тоа особено ќе бидеме драстични со мерките и со казните во однос на тој дел. Но пак морам да потенцирам дека за жал многу граѓани се уште користат дрвото како грејна како за огрев. За огрев, да. И тоа дополнително исто така го зголемува загадувањето. Можеме на кратко за инфраструктурата малку сакам да ве прашам. Може, ако сака да ги ви кажам кои се текумните работи или? Да, добро прашање од гледач од вашата општина, дали до крајот на годинава ќе биде реализиран проектот за фекалната канализација? Така, во Илинден претпоставувам, тоа почна сега оваа година, до крајот на годината ќе се реализира негде над 1200 метри примарна мрежа, во наредната година, во 24-та година, уште 3000 метри од примарната мрежа, така да во тој дел на Илинден, место вика на плац ограѓе, 4200 метри комплет примарна мрежа ќе биде завршена негде до 2024-та година. Добро, и со инфраструктурата малку околу патиштата, реконструкција, до каде сте имавте сериозни најави во програмата за реконструкција на патишта? Сега моментално се одвива реконструкција на најоштетениот дел на локалниот пат Илинден Хиподром во должина од 800 метри, заедно со Скопскиот плански регион го работиме тоа, кој што не поврзува со градот, особено со општина Газибаба, и во нашиот дел катастарски ние веќе си го реконструираме. Наредниот период очекуваме Газибаба со поддршка на градот да им дозволи нели да го довршат и останатиот дел. Периодов во моментов се работат реконструкција на многу локални улици, конкретно само во населено место Илинден на улица 11 веќе 9 краци се асфалтирани изминатива недела дена. Очекуваме во населено место Марино да продолжи наредната недела до 2 уште 4 нови улици, ќе почнеме во Кадино улица 11 во должина од над 200 метри комплетно да се реконструира, во Бунарџик, Биладиновци и другите населени места. Очекуваме дека до крајот на годината околу 20-30 локални улици ќе бидат асфалтирани и плюс останат добар дел и рехабилитирани или санирани со тампон. Градоначалник, тука треба да се одјавуваме за крај, само кратко прашање. Имате амбиција да се кандидирате повторно, да барате доверба за уште еден мандат? На половина сте од мандатот, сега рано е можеби да се коментира, меѓутоа дали вие лично сакате да бидете прв човек на општина Илинден уште 4 години? Па се уште е рано, иако овие 2 години има и така, нели, но како да кажам, ако имам довербата од граѓаните, ако имам поддршката од моите соработници, одговорот ќе биде позитивен, но тоа ќе биде таму негде пред завршетокот на овој мандат, тоа ќе го добиеме целосниот одговор од моја страна. Ви благодарам за гостувањето во телевизија Алфа.